Civil Media. Па со новиот закон за спречивање на корупција и судени интереси предвидено е Државната комисија да има надлежност во делот на следењето на законитоста на финансирањето на изборните кампањи. Меѓутоа, паралелно со тоа предвидена е и законска можност обврска за да се следи финансирањето и на работењето на самите политички партии. Во овој момент ние сме посветени на измени во изборниот законник, со кој што ќе овозможиме законски обврски на политичките партии, кои што ќе помогнат во делот на спроведувањето на ингеренциите на комисијата што ги има во делот на самиот изборен процес. Што значи тоа? Ќе се обидеме преку законски измени да овозможиме, како што 17 институции имаат обврска да доставуваат, да обезбедат пристап на Државната комисија до нивните бази на податоци, на тој принцип да овозможиме законска обврска партиите да можат да бидат должни да ни обезбедат пристап до трансакцијските сметки, кои што ги отвараат за целите на прибирање на финансиски средства за финансирање на изборните кампањи. И во тој дел, колку што можеме, барем за сега, да успееме да видиме, да го следиме на некој начин прибирањето на приходи, донации, спонзорства и така натаму, и во тој контекст да ги проверуваме дали се во согласност со лимитите кои што се предвидени во изборниот законник. Понатаму работиме на зајакнување на капацитетите во смисла на обуки на луѓе кои што ќе бидат задолжени за следење на тие промени, трансакции и така натаму, да бидат во тек со актуелностите, како да го прават сето тоа, на кој начин да ги анализираат податоците. За сега тоа се идеите, па ќе видиме како ќе успееме. Колкава е можноста за злоупотреба на финансирањето на политичките партии и кои се во таа насока надлежностите на ДКСК и на што треба всушност да се внимава? Корупција секогаш може да се појави. Не верувам дека може да се спречи во целост. Меѓутоа, интенциите се да се следат сите приливи, да се анализираат кои физички лица ги уплатуваат тие средства, дали истите имаат капацитет да уплатат таков износ, бидејќи согласно изборниот законник физички лица можат да уплатуваат до 3000 евра донација еднократно. Сега дали некој има можност да уплати толков износ, значи тоа треба да се следи. Меѓутоа, за да се следи сето тоа секојдневно како се уплатуваат тие средства, пошто политичките партии во текот на денот може да примат 100 донации, уплати или повеќе, ако се нема капацитет едноставно да се следи тоа, тука е можноста за злоупотреба. Исто така и фирмите, они сите се придржуваат на износот, меѓутоа дали една фирма во моментот има слободни парични средства да уплати одреден износ, тоа е знак на прашање. Тоа е тешко да може да се следи и секојдневно да се анализира ако се нема соодветни капацитети, како технички, така и човечки, кои што Државната комисија во моментов ги нема. Дали можете да ги обезбедите, дали постои можност за овие избори? Се трудиме, имаме најава на проект со АФС да ни обезбедат поддршка, да развиеме софтвер и да се обучат потребен број на лица, меѓутоа дали ќе успееме, бидејќи времето е многу кратко. Ова нас не беше како план предвиден во среднорочната стратегија, меѓутоа предвремените избори беа најавени многу порано отколку што се надевавме. Ние ќе се обидеме да успееме да се зајакнеме и колку што можеме да излеземе во пресред на овие предизвици, но сепак времето е премногу кратко. Вашата порака до изборните наблюдувачи на ЦИВ, бидејќи ние го мониторираме
и финансирањето на политичките партии, коруптивните елементи и друг тип на злоупотреби. Што би ни порачале вие? Како ние можеме да помогнеме токму во контекст на борбата против корупцијата за време на избори? Така. Ние и минатите избори имавме одлична соработка со Цивил, добивавме информации. Ние ќе се обидеме да ги зајакнеме алатките кои што за минатите председателски избори беа на располагање не само на невладините организации, туку и на граѓаните воопшто. Тоа е да подсетам само регистерот на службени моторни возила на сите институции и тие дојави беа стварно интересни. Имавме и предмети отворени по тие случаи, меѓутоа ќе ги зајакнеме овие алатки со цел да бидат по-видливи и по-реални, например каде е локацијата на возилото во моментот кога се пријавува настан сето тоа. Исто така алатка беше и веб апликација пријава на која што може секој да електронски да достави пријава за доколку смета дека постои во моментот злоупотреба на буџетските средства. Јас се надевам дека ние со Цивил и со другите граѓански издруженија ќе оствариме повторно средба пред започнување на самите избори и конкретно ќе се договориме насоки, ќе дадеме укажувања кои се слаби точки, страни кои што треба да се покријат активно, например превозот тука е симптоматичен и секогаш проблематичен, превозот на луѓе од една општина во друга. Тука ни треба малку повеќе помош и асистенција од Цивил, би рекла, бидејќи имате насекаде наблюдувачи. И така, меѓутоа, сега за сега ќе го оставиме тоа времето да помине, да дојде соодветен момент па да ги договориме нашите заеднички активности. Цивил медија